Додека од партиска говорница секојдневно слушаме канонада напади, клевети и навреди кон телевизија Алфа, активностите на СДСМ важни за јавниот и интересот на граѓаните секојдневно се презентирани на нашиот медиум, што може да се види и во информативните изданија на телевизијата, каде што секогаш оваа партија и нејзиниот лидер Венко Филипче го добиваат својот простор од дневните активности, иако сакаат да тврдат поинаку, доказ дека за СДСМ има место во програмата на Алфа, се извештаите објавени од Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиуми за известувањето во текот на кампањата за локалните избори, кога и се врши мониторинг. Таму за известувањата во првиот изборен круг јасно е увидено дека двете најголеми партии во тој момент, ВМРО ДПМН и СДСМ, добиле подеднакво представување на нивните активности. Телевизија Алфа обезбеди информации за голем број субјекти, но најмногу за коалициите предводени од ВМРО ДПМН и од СДСМ, кои има и најголем број потврдени кандидатски листи, при што математички прецизно го подели времето меѓу нив. Од квалитативен аспект, доминантно известуваше со неутрален тон, информирајќи за теренските активности на учесниците во изборната кампања, пренесувајќи ги нивните пораки до гледачите и гласачите. Ситуацијата е иста и во вториот круг, таму според минутите ВМРО ДПМН доби 42, додека СДСМ 36, но мора да се потенцира дека владачката партија имаше поголем број своји кандидати во изборното соочување од вториот круг. Во вториот круг од изборите, телевизија Алфа главно информираше за активностите на 4 коалиции, 3 предводени од ВМРО ДПМН, СДСМ и ДУИ, за коалицијата Влен вреди и за политичката партија Знам. За севкупните активности на коалицијата предводена од ВМРО ДПМН беа одвоени 42 минути, за активностите на коалицијата предводена од СДСМ 36 минути, за коалицијата предводена од ДУИ 13 минути, за коалицијата Влен вреди 11 минути, исто толку за Знам. Во извештајот е потенцирано дека кандидатите на СДСМ одбиле покани за гостување на телевизија Алфа. Водителот на емисијата Заспи ако можеш информираше дека покана за интервју прифатил уште еден кандидат за градоначалник од коалицијата предводена од СДСМ, но подоцна не се одзвал на поканата. Телевизијата повеќе пати известуваше дека кандидатите од СДСМ не ги прифаќаат поканите да учествуваат во емисиите на ТВ Алфа. ТВ Алфа била и ќе остане професионален медиум, што ги пренесува сите ставови на засегнатите страни, според сите новинарски стандарди, што е потврдено и во извештаите од АВМУ, а го потврдуваат и сите извештаи од надлежните институции, од постоењето на телевизијата, но тоа не значи дека ќе се откажеме од правото на критика и барање одговори на прашања од јавен интерес, како на пример како и зошто изгоре модуларната болница во Тетово, зошто Македонија последна доби вакцини за ковид при сериозни сомнежи за провизии, колку пациенти почина од канцер поради несоодветна терапија на онкологија, колку црни милиони се испраа со бизнисот со марихуана и дали претходната власт со закани и уцени сакаше да преземе една приватна болница.